Лека ноќ, јас сум Петар, а вие сте на точната фреквенција, точно на време за последни да дознаете. Јована? Лека ноќ од Јована. Останете со нас за да видите кои се најновите вчерашни новости. Неверојатно, што пронајдоа биолозите во подножието на Шарпланина. Гостин во студиото на вчерашни Ермина Мехмети. Ексклузивно телефонски разговор Груевски со Трамп. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Во вчерашни почнуваме со една среќна вест од Охрид на истокот Дојран. Како што се пофалија од општина Дојран со допис до медиумите, таму веќе 6 месеци никој не е каснат од пирана. Ова е според нив уште еден позитивен сигнал за туризмот. А среќна вест ни доаѓа и од Прилеп. Имено во Прилепската гимназија Мирче Ацев на почетокот на второто полугодие прокисна таванот. Но градоначалникот на Прилеп Маријан Ристески и општинската администрација велат дека имаат план. Од општина Прилеп велат дека нема место за паника. Оттаму најавуваат дека ќе затворат прозорците и вратата во училницата, пошто со топењето на снегот, гимназијата Мирче Ацев ќе се здобие со најмодерен затворен базен, каков што нема во ниедно друго школо во Републиката. Специјалното јавно обвинителство никако да ги искористи сите зборови кои почнуваат на буквата Т. Стигнаа до тарифа и тенк. ВМРО ДПМН веднаш реагираше на слабиот фонд на зборови, но поради тоа што немаме тонер во факсот, ние интегрално ќе ви ја пренесеме реакцијата за случајот со оклопното возило. Со оваа политичка хајка насочена директно кон ВМРО ДПМН уште еднаш се докажува дека СЈО е продолжена рака на СДСМ, спонзориран од Сорос и неговите инсталации во земја. Ние најстрого го осудуваме овој чин и сакаме цела македонска јавност да знае дека ние немаме тенк. МВР е во безпоштедна борба против дрогата, психотропните супстанции и прекурсорите. Во Тетово тие одзеле 4 стебла канабис сатива, како и прибор за пушење дрога, чибук, а во Делчево нашле бела прашкаста материја која по лабораториските анализи се испоставило дека е снег. Но јавноста најмногу ја потресе тоа што еден познат фризер од Скопје дури 7 години продавал дрога во своето студио. 7 години сум му клиент, денес прв пат на телевизија разбрав дека бил фризер. А сега се вклучуваме во студиото 83. Мартин, добро утро. Добро утро, Јована. Ако смеам да забележам, посебно си убава вечерва. Фала, Мартин, ама тоа не е темата. Кој е гостинот за вчера? Ермира Мехмети. Јована, ока? Океј се. Интервјуто со Емира поделе во вестите. А сега на линк имаме нашата колешка Јована. Таа разговара со еден наш познат писател во врска со одобрените проекти за литература од страна на Министерството за култура. Јована? Да, Јована, така е. Се наоѓаме пред Министерството за култура, каде што мој денешен соговорник е писателот и актер Сашо Тасевски. Добар ден. Добар ден. Кажете ми, како писател, подобро е да се биде член на ДПМ или на ДПМН? На погрешна адреса се обраќаш, значи не сум член ни на ДПМ, ни на ДПМН, ни на ОПРС-та, ни на ОЗ-та. Да. Кажете ми, го подпишавте оној прогласот против начинот на кој што се прави програмата за поддршка на уметностите во Македонија. Зошто? Кој ви е проблемот кога убаво се кажа министерката во Јади Бурек дека сесија по закон, сесија по устав, по прописи? Како што сама рековте, министерката Јаде Бурек, 10 години у Министерството за култура даваат субвенции само за оние културни дејци кои што се блиски до власта. Сите ние другите немаме шанси додека се они тамо. Добар ден. Добар ден. Телевизија Сашо Тасевски, драго ми е, Дарко сум јас. Дарко поетот. Да, овие снимате ова за програмава, за од Министерство. Снимаме, да. Зашто бе им конкурирате? Кој чита книги? Кој издава денес? Кој чита книги?
постирај си поезија на Facebook, лајкови, охо. Аз сум традиционален тип, сакам филм да снимам, стендап да направам, да напишам книга, ама никој пари не ти дава, бе, даре. YouTube, златен YouTube, си се снимаш, постираш. Даре, ти си директ да одиш сега за Министерство за труд и социјала, ја да ти кажам. Зашто? Затоа што пишеш по социјални мрежи, ете за тоа. Ај сега, прошетај тамо малце. Се извинуваме на овој спонтан упат на граѓанин во ова наше вклучување во живо. Се надевам дека не го кренавме притисокот на министерката. Ти благодарам, Јована. Ти качив притисок, извини. Не, воопшто не таман работа, нема зошто. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, извинете, малку сум возбудена. Знам оти не све научени да ме гледате во оваква улога, ама работите треба да се кажат како што се. Македонски шуми набави софтвер вреден еден куп пари кој ќе го прати движењето на дрвата, како и начинот на кој тие мигрираат во есенските месеци кога ги снемува од шумите и сигурно одат некаде да се парат, па мрестат нови дрвца. Колега, зошто ако сакаат да ја следат македонската фудбалска репрезентација не си земаат телевизор едноставно? Јована, искрено да ти кажам, не знам, ама читај побрзо да завршиме, имам работа. Па толку беше. А сега го имаме Ланче на линк. Ланче? Да, студио, пред да продолжиме, сакам да се извинам да им се извинам на македонските граѓани и на нашите гледачи. Стварно не го мислев тоа што нели беше прикажано минатата емисија, да им се извинам на сите што ги качив на што им реков да като и да ви се све живо што имате. Стварно не го мислев тоа. Ете, сега сум казнет од 12 зимам 10, но ете, мислам, ја научив лекцијата, сега повеќе никош нема да кажам да ти или да те качам на Значи, тоа е доста битна лекција за мене и го сватив тоа. Сакам да му се извинам исто и на председателот, што нели реков дека голем се вратил овде од Египет. Битно е, стварно е битно дека се вратил, стварно се извинувам за тоа. Единствено нешто за кое што не се каваме само снегот, само за тоа не се кавам, иначе за све друго од минатата епизода ми е доста криво и тоа се рефлектираше после на интервјуто со снегот. Студио? Во рете, Ланче, ти благодарам. Ланчо. Ланчо, исто е бе, Ланчо. Продолжуваме со вчерашни. Биолозите од Институтот за политички и климатски промени на подножието на Шар планина пронајдоа мајски договор сред јануари. Станува збор за необичен природен феномен за кој се верува дека е резултат на климатските промени на целата планета, особено по победата на Трамп во Америка. Нашиот вчерашен новинар разговараше со еден од биолозите. Да, студио, со нас е Горан од претходно кажаниот институт. Господине Горан, дека го најдевте овај договор? Овој договор сосема случајно сме го наоѓале овде на падините на Шара. Има едно туристичко место што странците го викаат Little River, а ние го викаме Мала речица. Па таму може нема да веруваш, ама сме го нашле не пипнат од никој, значи договорот никој не го пипал. Значи сам се изникнал. Не може тој сам да никне, па не е тоа конов, мислам, госпожа. Тоа некој го има засадено тој договор и го заборавал после тоа, меѓутоа сега се создала идеална температура за он пак да се појавува и да изникнува од некаде. Колку е стар договор? Вака, од око може да кажувам дека со сигурност има 10 години стар. Каков е тај мајски договор усред јануари? Видете, и ние тоа сме се чуделе со овие колегите што се тука. Сме решили да не се правиме многу наудрени, пошто познато е дека како што ќе се стоплува времето и ќе се крши мразот на улиците, така и ќе се крши мразот меѓу политичките партнери и не можеме тука со сигурност да знаеме што све ќе никне одоздоле како кокиче, мислим. И сега шо? Сега шо? Сега останува на форензичарите, они самите да направат испитувања за да видат договорот да нема нешто отровно у него, да не дај Боже да се отруеме, мислим, с краја да е. Фала ви многу. Ова е сторија за едно девојче и за една влада. Таа ги надрасна дури и нејзините ветувања. Мими е се поголема, а толку мали се надежите дека ветувањата ќе бидат исполнети.
Сонце, пиле, мамино, бе, леле бе, шо късмет имаш, бе. Сега да се роди, да се родише пред 10 години, по бајачки ќе те носевме место по доктори. Види, што ти реков? Зашто требаше за ни да гласаме, гледаш? Клинички центар ќе ни направат. Ова, кое што го држам во рака, е физибилити студија за изградба на нов клинички центар, која што е донесена во јули 2010 година, што значи уште пред 4 месеци. Така се сака Македонија. Намали го телевизорот, ќе разбудиш детево. Од експерти и странски консултанти, овдека во Скопје. Мими, кај? Мими заспа, капната умрна е. Цел ден ја шетам низ град денес по споменици, учиме историја. Многу беше добро. И на крај температура крена. Температура? Малце. Од што? Од вакцината. А кај ја носеше на вакцина? Во болница на што ја имаме. Таа. Чекај, еве го министерот Никола, види го. Попушти Ова веројатно еден од најголемите инвестициски циклуси во здравствената инфраструктура во Република Македонија, а е само увертира на она што не очекува наредната година. А тоа е отпочнување со изградба на новиот клинички центар, на зградата на новиот клинички центар овдека во Скопје. Така се сака Македонија. Да бе, така е. Овие проекти, два проекти, се во вредност од околу 100 милиони. Ал да ти е, Николче, се шо вети, све исполни, од точка, значи до запирка, од А до Ш, све, безпрекорно е. Баш така, така си. Еј, Мими, оди ваму седни. Седни, немој пред телевизор тука, седи, оди. Го гледаш чичко на таму, тој не е премиер, да знаеш. А може бумеранг? Доста, каков бумеранг гледа ваму, се види ова исто ко цртан филм е. Види, сегде лично оди. Све отвора сам, лично. Пошто имаме еден капитален проект за државата, затоа што велам за државата затоа што комплексот клиники Мајка Тереза не е болница за Скопје. Таа е комплекс клиники за сите, терцијално здравство за сите граѓани на Македонија. Ете како се сака Македонија, да видиш, да се сакаш така треба. Мајка Тереза не е болница за Скопје. Таа е... Остај тоа телефонот, по цел ден гледаш у него. Добро, еве сега. Остај го. Остај го телефонот, види малце на телевизија, слушни, гледај. Остај телефонот, книга фати, ќе се отвори за некоја година клинички центар, кај ќе работиш? Добро бе, аман више, само замарате секој ден истото. Пустай, еве го Нино Тодоров, министеров, гледај се што. Дај ми ги научарите, ништо не гледам. Ја она што искрено се надевам и го очекувам е да се направи клучниот чекор во македонското здравство. А тоа е да се отпочне со изградба на новиот клинички центар. Македонија како се сака. Види, се конкретно е. Сега еве гледам, сигурно битола парното. Па ти со тоа парно битола, више клинички да го направиме, кај се лечиме битола. А во меѓувреме, Мими доби и братче. Ако биде направен тој клучен чекор што го спомна министерот Тодоров, братчето сигурно ќе дочека да ужива во благодетите на новиот клинички центар. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, извинете, малку сум возбудена. Знам оти не сме научени да ме гледате во оваква улога, ама работите треба да се кажат како што се. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Добро вечер. После толку многу политичари кои гостуваа во вчерашни, денеска решивме да направиме исклучок, па домаќини сме на една нотарка. Ермира Мехмети. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, извинете, малку сум возбудена. Прв пат еден нотар учествува на информативна програма во Вести, па... Ајде вака сега, мене многу ме интересира. Кога сите се борат да влезат во политика, кога сите сакаат да бидат политичари, вие, така, ладно, заминувате од политиката, станувате нотар. Зошто? Никогаш не сум ги сакала работите што ги прават сите. Себе си секогаш сум се гледала над просекот. Може би е препотентно, но таква сум по природа. Така, нели според балканскиот рецепт, жената е за во кујна. Така. Па така, и сега собранието некако се преполни со жени поради квотите, па реков некоја мора да се врати во кујна, така што еве јас го направив првиот чекор назад.
заедно со која полагавте, нели? Во исто време отворивте нотарска канцеларија заедно со еден ваш колега од ВМРО ДПМН, Заедно Антонио полагавте. Милошевски. Да, заедно полагавте. Баш ме интересира зашто не отворивте една заедничка нотарска канцеларија, па Антонио ќе можеше да оверува меници на членовите на ВМРО, вие на членовите на ДУИ, пуна капа. Не знам како тоа функционира со мениците сега во ВМРО, но можам да кажам со целосна известност дека во ДУИ мениците веќе не се потребни, затоа што кандидатите и проблематичните кандидатури се решаваат однапред при составот на пратеничките или кандидатските листи. Да не сакате? Па може да. Има луѓе кои на што мојата малска семка. има луѓе кои што се таму и немаат право на глас, сакавте да кажете. Такво собрање, такви луѓе се барат за такво собрање. Како се вели, импотентно. Може и така. Се извинувам на изразот. Значи сакате да кажете анонимуси кои се тука како фикуси. За жал. Добро. Ајде, Но додиме... фикусот е во мода. Да, ова време Не знам цвеќе, зашто. тоа цвеќе Да, многу во да, мода. така е. Ајде, еве вака. Ме интересира, кому вие би му го завериле мандатот? Па, предпоставувам јавноста ги знае моите индивидуални веќе ставови по однос на тоа што треба да се промени во Македонија. Јас од поодамна или подолго време заговарам дека на Македонија е потребна промена на политичкото раководство на државата. Но тоа е само заговор, нели? Бидејќи се си функционира безпрекорно. Ајде вака, ајде малку да поразговараме за двојазичноста. Ајде. Македонскиот јазик има многу дијалекти, не знам за албанскиот. Добро, да. Баш ми интересира, еве да речеме, како да се разберам со струмичанец кој зборува албански, кога ја ни на македонски стварно не можам да го разберам. Па мислам дека тука проблемот не е во дијалектите, како ќе комуницираат дијалектите, туку како ќе коегзистираат јазиците. Тоа е големата дилема на општеството и на државата Република Македонија. Како може два јазика и две заедници кои што се целосно различни, заеднички да коабитираат, да се создаде таа некоја кохезија. Јас верувам дека тоа е сосема возможно и дека не е некое толку невозможно прашање за да се Вие се реши. среќавате со струмичкиот јазик по телевизија, Да, сум го слушала. Дали можете да ми кажете нешто на албански со струмички акцент? Па не морам да кажам нешто на албански, на струмички акцент за да ме разберат струмичани. Ние го разбираме лидерот на опозицијата кој што е градоначалник на Струмица сосема добро. Имам еден Мерцедес. Да. Мерцедесот исто така е во мода. Скап, 600.000. 580 и сега сакам да го префрлам од фирма на моје име. Дали за тоа ми се потребни многу документи? Дали Дојдете во нашата канцеларија, ние се наоѓаме во општина Бутел и со задоволство ќе ве услужиме. Мислам дека преносот на возила не е некоја комплицирана нотарска процедура. Значи тоа може многу лесно да се заврши. Па мислам дека може да го средиме додека вие испиете едно кафе во нашата убава канцеларија. Почитувани гледачи, завршува овој интервју. Ви благодарам на вниманието. Пријатно, јас морам да си одам. Ај, чао. Чао. По објавата на новиот американски претседател Доналд Трамп дека ќе гради ѕид кон Мексико, нашиот екс-премиер Никола Груевски оствари телефонски разговор со првиот човек на САД. Who is this? Hello, Mr. Trump? Who is this? Mr. Trump, how are you doing? Here is Nicola from Macedonia. Who? I used to be a prime minister from Macedonia. No Macedonia, ex-Yugoslavia, no to Greece. You can ask Melanie. I don't know what you're saying. Okay, I would like to congratulate you about the president and especially for the idea about the wall. The what? Wall. I don't understand. Is it a dog? No. Wall between the Mexico and United States of America. Oh, wall. Okay. Wall. Yeah. And I will build a wall around Macedonia here, around our country, but not for. But not from the stone.
You know, I will make it from a gipskauton, kako se kaže na английски? Not marble, it's something like marble, but it's much cheap. Looks like marble, but it's much cheaper. And no immigrants will come in, but most important, young people will no coming out. Hello? Se Пекина. Se Пекина ли? Вати пак. После овој разговор голем број на македонски ѕидари се упатија кон САД во потрага за парче леп. Затоа разговараме со мајсторите кои заминуваат по подобра иднина во Америка. Токму така, студио, се наоѓаме на терен со мајстор Слободан. Мајстор Слободан, каква е ситуацијата Мајстор од Цове терен? сам ја, здраво, да. Ситуација одлична, кидемо за Америку со овога, со пикац мајсторен. Зошто идете во Америка? Сак има некој дзид ќе го правиш, ми кидемо, знаеш, како ти кажу, ве сви знаат за паланчани. Паланчани, така е. Кога ќе направиме ми дзид, трае 5 векове, тој не може ни мексиканец, ни птица да го прилетаме. Нели ве загрижува моментот дека нели луѓето кои што се бават со градежништво си заминуваат од Република Македонија? Боли ме мене какво е. Сак да ти кажу ја за Македонија. Ми сак идемо за Америку ја с дечка, он многу добар адмирација сектор. Да, овде да кажу, кај ќе го фатиме како змаја цел ден га дави бе брат. Кај ќе ги фати тие. Одличен е. Тие По железа, дењето се не гледа. знаеш како ги витка и да не збор ќе му удара секој. Добро, ви благодарам. Вие зошто идете за Америка? Да се заблагодариме на Меланија и на нејзин бекар Трамп. Он е многу добар Да. адмирач бе. Свак ден Добро, кај добро, ќе го добро, окей. фати Ви змај, благодарам, дави го. студио. Чекај да го поздраву ја. Турција го раскина договорот со Македонија за признавање на македонските дипломи од сите образовни нивоа. Претходно Турција и Македонија имаа договор за нострифицирање на дипломите кој беше активен уште од 1998 година. На што се должи ваквата нагла одлука на Турција, разговараме со експертот по турско право Ердо Баклавах. Çingeler olsun gen Erdoğan başkasını yol zakon gelirsin Makedonça diploma siktir ailesin geri attı Türkiye helal olsun. Ailesin geri problem keşinder alın başka Makedonça yoktur bırakçasın gen. Yoktur bırakça yoktur diplom çekilir on konuşunlar alın. Arno ama keşinder alın problem gelirsin geri al reşeniye kesin gel. Elera Makedonça studentin eşkile olsunların bırakça elera alın olsun. Erdoğan bab diploma kereşendar olsun reşeniye. Tamam sekilir olun. Teşekkür. А на минатонеделната инаугурација на американскиот председател Доналд Трамп присуствуваше и нашиот колега Статива. Mr. Trump, can I have question for Macedonian people? Mr. Trump, I'm from yesterday news. Mr. Trump, can I have one question, please? From Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Later, okay. Mr. Trump, can I have one selfie, please, for Macedonia? I can't get too many pins. No, you're only getting the one. Thank you. Ladies and gentlemen, the first couple, Donald and Melania Trump. Mr. Trump, can you tell me something about Macedonia? Who will form a government? Mr. Trump? Okay, later, Mr. Trump. Much more than this, I didn't know. Mr. Trump. No, please. I have accreditation, please. Do you know Груевски? Тоа беше се од инаугурацијата на Хилари. За повеќе информации, драги гледачи, се слушаме подоцна во вестите. Студио. Поради кадровски промени во вчерашни новости, временската прогноза ова утро ќе ви ја презентира друг. Добро вечер.
Знамоти не све научени да ме гледате во оваква улога, ама работите треба да се кажат како што се. Значи, времето во Македонија и во наредниот период ќе остане нестабилно, што си повлек вид зголемена шанса за паѓање како на сама на влада, така и на лидерите на партиите. Најстудено ќе бидат на високите места, да не речам во врвовите на партиите, но тоа што долу нема да е најстудено, тоа не значи дека и во долните предели, да не речам во третиот ешелон, нема да се тресат луѓето, и таму ќе биде зивра. Денот во овој период од годината е краток, сонцето рано зајдвит, а немат потреба да се формират влада во сенка. Можни се предвремени, како ги викаат овие местимични судари на студена маса од планинскине клима од Чарпланина, што е, со малу потопла клима од континентална определба, како што Силинденска, така и Бихачка. Поголема нестабилност со материјални штети може да се случи само ако севернава маса се судрит со топливе ветришта од југ, при што Гевгелија може да удрит и оној ураганон што е Катрина. Биометеото неповолно, зашто реформите во здравството се замрзнати и за нов клинички центар ќе се чекат малу поповолна клима. Препораки. Граѓаните да не мислят дека пролетта идет и да се опуштат. Немат опуштање. Работата со кризата оваа зима не е завршена. Ако ќе помини зимата, Македонија оваа година ќе немат пролет, ама зато летото може да биде со екстремно високи температури и можни се поплави од избори, и то не само на локално, туку и на територијата на целата држава. Ако требит да се ојд надвор, да не речам пак да се шетат по улицава, се препорачви топла облека и цврста чизма, за штеренот може да е многу лизга. Тоа беше све за вечерва, ви благодарам и со други вистини ќе се гледаме понатаму. И посакувам променлива недела. И на самиот крај уште една убава вест. Министерството за екологија во обид да го намали загадувањето на воздухот, планира да го воведе и непопуларниот систем за возење пар-непар. Граѓаните предлагаат овој систем да биде воведен и во градењето, па така еден ден да се гради само на улиците каде што се парни, а другиот каде што се непарни броеви. Само криминалот ќе остане во пар. Со ова завршуваме, тоа беше се за вчера. Следната недела исто така во 19:10 ќе дознавате последни, а дотогаш бидете вака. Убава вечер ви посакува тимот на вчерашни. Добро утро. Добро утро и од мене.